Околу 200 кандидати од регионот кои сакаат да станат ловчи, денес полагаа ловечки испит во просториите на ловното здружение Ловец во Штип. А после повеќе време, значи се чекаше да дојде полагањето овде, односно комисијата дојде во Штип, не е како порано, каде што мора членовите да одат во Скопје и да полагаат електронски. Сега е малку поедноставно, благодарејќи на Министерството за земјоделство и шумарство. Денеска се присутни овде околу 200 членови кои сакаат да станат ловџи и го полагаат ловечкиот испит. Покажуваат знаење? Да, покажуваат знаење. Се работи во две групи, како што гледате, по 4-5 члена. Се одвива тековно, значи преку целиот ден да положат сите 200 души кои се дојдени од повеќе општини во источниот дел на Македонија. Така да имаме од Конче, Радовиш, Штип, Карбинци, Облешево, Чешиново, Каменица. Испитот е составен од теоретски и практичен дел. Прашањата за кандидатите не беа тешки. Добро беше, лесно. Лесно беше и така. Дозволата ќе ја искористиме за ловке, ја користиме и така. Прашањата се лесни и така помина сили кандидати, тие што знаат, не е проблем. Новите измени на законот овозможуваат кандидатите да можат да полагаат во градовите во кои живеат или во околината. Поранешното полагање со електронски дел за возрастните кандидати представуваше отежнување. Сега процедурата е поедноставена.